многу навремена дебата со think tanкови, со експерти како нас добро познатиот и пријател на македонскиот европски пат Флоријан Бибер од Универзитетот во Грац. Шанса да поразговараме, да добиеме малку и сугестии, совети и мудрост од експертите. Европскиот пат е во фокусот на вниманието на граѓаните по недонесувањето на одлуката во октомври од страна на Европскиот совет. Мислам дека во следниот период мојата клучна порака и овде и на сите средби со министри на земјите членки ќе биде дека потребно е итно и без одлагање донесување на одлука за почеток на пристапните преговори. Тоа е важно за нашите напори дома, важно е за Балканот, меѓутоа важно е и за сериозноста и кредибилитетот на Европската Унија во контекст на политиката на проширување кон Западниот Балкан. Тоа ќе овозможи да се создаде политичка атмосфера и да се усоврши процесот на пристапување во светлината на оние земји членки кои сметаат дека треба да се подобри методологијата за да биде процесот вистински трансформативен и по-ефикасен и по-брз, а и граѓаните во регионот да имаат по-брзи бенефиции од реформските чекори. Дали изградите како влада став за например на Франција, бидејќи до сега немаше и каков е изглед? Имавме средба за тоа со сите надлежни ресори во владата. Разговаравме со многу од експертите. Имаме став. Има таму идеи што се добри. Има таму и идеи кои што нема да бидат лесно справедливи. Важно е што крајот на процесот е полноправно членство. Важно е што се става акцент кога се презентира нон-пейперот дека идејата е да се забрза процесот. За нас е важно во регионот да има еден процес, за да можеме да се надпреваруваме рамноправно со другите земји кои што веќе се во пристапниот процес, како што се Црна Гора и Србија, инаку нема да има надпревар реформски, тоа што ние често го нарекуваме реформска олимпијада. И важно е што поитно да се постигне консензус меѓу земјите членки за овој процес да се отвори. Министре, дали можете да го потврдите веќе името на новиот амбасадор на земјата во НАТО? Дали се работи за Дане Талевски, дали може да потврдите? Вообичаено, според праксата, имињата на кандидатите се објавуваат штом ќе се добие согласност од страната каде што се испраќаат. Тоа е како за заштита на и почит кон меѓународната организација или државата, а и заштита на интегритетот, дигнитетот на кандидатот. Така што за имиња во оваа фаза не е препорачливо да се зборува. Благодарам.